Очи во очи со државниот врв, родителите на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека побараа правда за своите деца и пред Собраниската постојана анкетна комисија за заштита на човековите права. Побараа одговорности од актуелни функционери, а случајот да се третира како сериозна повреда на човековите права со акцент на правото на живот. На седницата која почна со едноминутно молчење пред премиерот, председателката на државата, председателот на Собранието, подпредседателите и пратеници од сите пратенички групи зборуваа за корупцијата и системските пропусти што доведоа до трагедијата. Се процесираат само оние најдолу, додека носителите на функции еднакво одговорни, кои од првиот момент требаше да бидат зад решетки, продолжуваат безгрижно да се движат низ градот, додека нашите деца лежат под земја. Ние тражиме правда, вистинска правда за нашите деца. Не само за нашите, и за вашите. Што седете, сигурно сите сте фамилиарни, имате деца дома. Дали сте се запрашале некогаш, секи зборам како родител, дали сте се запрашале некогаш, дали треба да го смениме системот од корен? Да, требате. За системските и законски пропусти зборуваа и пратеници од опозицијата кои бараат и целосно преуредување на политичкиот систем. Сите некако најлесно ние да кажеме, знаете, системот не ни функционира. А не одговараме на прашањето што направивме за да почнеме да го менуваме системот кој што не ни функционира. И мора да признаеме дека ако зборуваме за низа на законски одредби кои што се однесуваат токму на угостителските објекти, на оваа трагедија и така натаму, се променети од овој законодавен дом. Мораме да се зафатиме со најтешките работи, а тоа е да направиме еден комплетен, нов политички систем со многу помалку институции, со јасно утврдена одговорност, а не фрагментирање на институциите, фрагментирање на тела кои што обврските и одговорниците им се преклапаат, не со изговори дека тоа не е наша работа. Премиерот во однос на барањата за правда рече дека до праведна разрешница може да се дојде единствено преку судскиот процес. Правда беше зборот кој што преовладуваше во излагањето на родителите. За да дојдеме до правда, мора да има одговорност. Таа одговорност ја констатира суд во судски процес, откако обвинителството претходно изнесува факти од истрагата. Јавниот обвинител во својот допис до пратениците вели: не можам да присуствувам затоа што не можам да изнесам факти од истрагата, бидејќи на тој начин ќе ја компрометирам истрагата и самите процеси. Тогаш, кога вие не можете да изнесете факти, кога не можете во рамките на оваа анкетна комисија да констатирате правда или неправда, се поставува прашањето зошто некој ова го прави со неколку месеци за доцнување. Се очекува заклучоците од денешната седница да бидат подготвени до крајот на неделата, а нова седница за гласање да биде закажана идната недела.